И крајниот исток ќе добие локација каде учениците преку редовните екскурзии ќе се едуцираат за богатството на Брегалничкиот регион. Започнаа градежните активности за едукативниот центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион во село Негрево, Пехчево. Надзорот и изведувачот го одбележаа почетокот на реновирањето на старата училишна зграда, која ќе прерасне во модерен туристички и едукативен центар, кој ќе има за цел, преку едукација и подигање на јавната свест, како и промоција на одржливо користење на природните ресурси, да ја зачува ретката природа на регионот. Проектот е дел од програмата за зачување на природата во Македонија и во првата фаза ќе се реконструира локалитетот кој што е избран за таа намена, старата училишна зграда во Негрево, со инвестиција од околу 150.000 швајцарски франци, а додека во втората фаза ќе се опреми, внатрешно ќе се уреди објектот и ќе биде ставен во функција. Понатаму идејата е да целиот овој објект биде дел од едукативните од системот за едукација во Македонија во правец на зачувување на природата, значи да се поврзе со училиштата, средните и основните училишта, со универзитетот во Штип и со други едукативни центри, за да може да се користи за еднодневни едукативни екскурзии. Локацијата на старата училишна зграда во село Негрево со својата зелена околина е идеалното место за едукативен центар, смета имплементаторот. Локацијата е внимателно избрана да биде достапна од една страна, лесно достапна, а од друга страна да биде блиску до локалитети, до области кои што имаат високи вредности во делот на специфични природни вредности. Покрај Пехчево, придобивка од еден ваков едукативен центар кој е единствен од ваков тип во истокот, ќе имаат и околните места, рече градоначалникот на Пехчево Игор Поповски. Значи станува збор за едукативен центар кој што ќе зголеми свеста преку едукативни техники и ќе развие свеста за заштита на природата кај помладите, се разбира и за сите други посетители на самиот објект. За нас како општина е значаен објектот, како туристичка понуда секако, но ќе биде и дел од картата на екскурзија на потенцијални места за посета на екскурзијанти. За таа цел општината се обврзува да изгради пристапен пат и за изградба на едукативниот центар во должина од 400 метри, но и пат за полесен пристап на посетителите, кој ќе наликува на стара калдрама во должина од 180 метри. Ние како општина се обврзавме да направиме два пата. Едниот пат е за да се донесат материјали, да може да се врши дотурање на материјали, понатаму и секако за одржување на самиот објект со возило, а правиме и пристапен пат со камен, природен калдрам, во кој што ќе можат сите гости да дојдат до објектот. Инвеститорот има за цел во рок од 4 месеци да ја заврши првата фаза, а кон крајот на првата половина од 2016 година и да започне со работа едукативниот центар во село Негрево.